Во последниве 10 години за 33 пати се зголемил бројот на пријави за каснување од кучиња. Во 2013-та ги имало 53, а во 2022 година дури 1785. Лани само Скопје и уште 9 поголеми општини исплатиле 720.000 евра одштета за каснување од куче. Дали кучињата касаат се почесто или луѓето најдоа нов креативен начин за извлекување јавни пари? Минатата година дури 86 жители на Велес добиле одштета од општината бидејќи биле каснати од улично куче. На прва, можеби, и не изгледаат многу, но ако се знае колку жители има општината, излегува дека 2 на секој 1000 се каснати од улично куче. Оштетените и адвокатите само лани наплатиле 96.000 евра од општинската каса. Овој трошок видливо расте од година во година. Во 2016-та општината исплатила околу 1100 евра за одштета од каснување од куче. Од тогаш, секоја година, растат барањата за одштета и лани сумата стигнала до речиси 100.000 евра. Преку Законот за пристап до информации од јавен карактер, од Велес добивме и детален преглед на сите имиња и презимиња на оштетени и нивни адвокати, кои добиле одштета во изминатите 7 години. Кога ги споивме податоците во еден документ, дојдовме до заклучок дека има имиња и презимиња кои се повторуваат како оштетени, како и дека некои адвокати многу почесто од колегите наоѓаат вакви случаи. Например, извесен Димче Глушков 3 пати го каснувало улично куче и 3 пати земал одштета во 2019-та, 2021 и 2022 година. Во сите 3 случаи Глушков бил застапуван од адвокатот Борис Николов. Одштетата за каснување и адвокатските трошоци само за ова лице ја чинеле општина Велес речиси 3500 евра. Го побаравме адвокатот Борис Николов, кој бил вклучен во сите 3 случаи и телефонски и во неговата канцеларија, но тој не сакаше да говори пред камера. По 2 пати пак биле каснати лица со име и презиме Маријанчо Стефановски, Неад Реджепов и Сеат Зекиров. Сите заедно со адвокатски трошоци наплатиле од општината над 9.000 евра. А кога се во прашање само адвокатите, Петар Ефремов бранел најмалку 14 вакви случаи, Атанас Атанасов бранел најмалку 14 случаи, Васил Тодоров бранел најмалку 12 вакви случаи, а Борис Николов и Костадин Чадиев бранеле по најмалку 10 вакви случаи. Го побаравме првиот на листата, Петар Ефремов, за кој пресметавме дека има наплатено околу 16.000 евра од општината. Пред се за клиентите, но и солиден процент за себе. Признава дека често води такви случаи, но тврди дека се е чисто. Сум разбрал дека има колеги кои што поднесуваат за конкретно едно лице по 5-6 пати тужба за апнато од куче, по 4-5 пати за истото лице како паднало на снег, исто се и у тој случај се тужи општината бидејќи не го исчистила снегот, не ги и така натака. Значи сум разбрал дека има такви луѓе, не ги знам кои се точно. Ги знам колегите кои што поднесуеле, но тоа натаму истражувајте го вие, не е у мој домен. Ефремов вели дека и лично имал случај во кој конкретно лице, кое тој го застапувал за каснување од куче. Само неколку дена по пресудата го прашал дали повторно може да инкасира пари на истата основа и кога. Ја му кажав дека колку и пати да те апне куче, општината е должна да ти ја надомести таа штета, но му кажав дека ако е тоа фингирано, односно измислено, ја нема да влезам у тој предмет, односно има 80 адвокати у Велес кои сака не го ангажира, јас нема да го застапувам и разбрав индиректно, бев на судење, го видов човекот со друг адвокат од Велес, беше на судење и го прашав шо како, ми кажа дека наводно пак го апнало куче скитник, поднел тужба од друг адвокат. Дека има разработена шема меѓу дел од каснатите од кучиња, обвинува и градоначалникот на Велес Марко Колев, кој најавува кривични пријави за сите што ќе утврди дека со лажни пријави испумпуваат пари од општинскиот буџет. Тие имиња некако секој јануари ги каснува. Секој октомври кога треба се купува дрва. Или кога треба се оди на летување ги каснуваат. Значи, имени, презимени што се провлекуваат со години.
од 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022. Секоја година во исти месец ги каснува. Значи не се потрудуваат барем да ги касни некој различен месец. На 120 километри западно од Велес е Кичево. Ова општина е рекордер по исплати за каснување од куче по глава на жител во целата земја. Во 2014 година оваа општина исплатила околу 4500 евра како одштета за каснување од улично куче. Во последните 5 години, вклучувајќи и 2022, оваа сума се движи околу 110.000 евра, што е трошок од речиси 3 евра по глава на жител годишно. Од Кичево добивме прецизен податок за вкупниот број исплати на годишно ниво, но не и детален преглед кому се исплатени тие пари, кога и кој адвокат ги застапувал. Поради тоа, немавме можност да верификуваме можни злоупотреби, но градоначалникот Фатмир Дехари не се колеба да каже – измами има. Dilema që ekzistojnë që nganjëherë qarkullon bindja, ideja se qoftë avokatët apo gjykatësit apo vetë mjekët janë në bashkëpunim me këtë rast me palët që e shpërdorin. Pra bëjnë ndarje të mjeteve financiare që dëshpërblehen nga ana e komunës. Со речиси идентичен проблем се соочува и општината Штип. За градоначалникот Иван Јорданов е спорно што огромен број од пријавите кои пристигнуваат во Штипскиот суд содржат идентични и шаблонски напишани извештаи и потврди од медицински лица. Не сакам да преюдицирам, но дефинитивно, според анализите кои што ги направивме, лекарските извештаи наликуваат на копи пасте примероци и еден наратив кој што се повторува последователно во десетици судски постапки и процеси. За разлика од Кичево и Велес кои исплаќаат огромни суми за каснување од куче, Штип нема големи исплати на таа основа. Не затоа што таму кучињата се помирни, туку зашто Штипскиот суд од неодамна бара доказ дали кучето напаѓач било домашно или улично. Во неколку случаеви се докажа дека не станува збор за каснување од бездомно куче, туку дека кучето имало собственик и овде одговорноста не е на јавниот орган, не е на општина Штип, туку на собственикот на кучето. Ваква пракса на соработка помеѓу каснати, доктори и адвокати, според адвокатот на Скопскиот стационар Лајка, се честа појава и во главниот град. Постои група на адвокати кои што контактираат со одредени. Дали се тоа полициски станици каде што се пријавува настанот на згодата, дали се тоа одредени болници или лекари кои што им даваат информации дека се случило одредена несреќа или каснување и така натаму. И врз основа на тоа ги добиваат предметите. И мене ми се случило, луѓе кои што лично ги познавам, странки ми се во сосема други постапки, да ми се јават дека после каснување на куче или после одредена сообраќајка се појавиле луѓе кои што веднаш му дале визит картичка на човекот за да се отпочне судска постапка за нанесена штета. Петровски вели дека откако Лајка и град Скопје ќе бидат изнесени пред суд, исходот од постапките им е познат од претходно, бидејќи според него тие се водат шаблонски. Ни презентираше документи од судења каде се гледа дека тужители доставувале речиси идентични вештачења за различни предмети. Симптоматично е што горе-доле вештаците ја повторуваат истата содржина. Ја не можам да кажам дека станува збор за исти каснувања. Најчесто тоа се надколено, подколено и така натаму. Меѓутоа провејуваат едни исти наводи. Значи во однос на времетрајањето на интензитетот, кај јачината на самите душевни болки, дали е тоа стравот, дали е награденоста некаде се појавува или понамалената општа животна активност. И во Скопје, како и во сите други градови, освен Штип, судските постапки се такви што не се бара доказ дали каснувањето е од улично или од домашно куче, па се паѓа на товар на градот. Лани за каснување од куче Скопје исплатило 405.000 евра. Поради невоедначената пракса се обративме и до Врховниот суд. Дали тие имаат некакви насоки како да се постапува во се побројните вакви случаи, како и дали имаат воедначена пракса да се пресудува слична или иста сума во сите судови на земјата. За разлика од општините кои велат дека се суди по шаблон, Врховен вели секој случај е посебен.
При определување на висината на штетата при напад или повреда од улично куче, во секој предмет се цени поединечно во зависност од видот, карактерот и тежината на повредата, интензитетот и времетраењето на истата со која биле предизвикани физичките болки, душевните болки и стравот. Дека тврдењето на Врховен не може да се прифати како целосно точно покажуваат бројките. Например, исплатите во Куманово варираат од 18.666 до 215.000 денари, во Велес од 20 до 157.000 денари, а во Штип од 25 до 60.000. Сигурно штипјани не се физички и душевно поотпорни од кумановци или ведешани.